Благодарам, колега Мисовски. Имам 3 пратенички прашања за председателот на Владата на Република Македонија. Првото прашање е за рек Битола. Во јавноста има шпекулации или информации или дојави дека на бизнисмен од Битола, кој што во првите 3 месеци од оваа година добил тендер за работа во рек Битола, функционер на власта му побарал 250.000 евра во кеш. За да се заштити од ваквото барање, споменатиот бизнисмен од Битола искористил лични контакти со амбасадата на Република Белорусија во Белград, која што нерезидентно ја покрива и Република Македонија. Дали во изминатиот период на било кој начин во вашиот кабинет или во вашата влада имало контакти или ургенција од страна на амбасадорот на Република Белорусија од Белград, кој што е задолжен и за Република Македонија во врска со ваквите наводи. Второто прашање за председателот на Владата на Република Македонија, господинот Заев, е поврзано со случајот Рекет, кој што е актуелен овие денови. Пред неколку дена изјавивте дека еднаш сте оствариле средба со второ осомничениот во случајот Рекет и дека тога станувало збор за одредени интереси и инвеститори во врска со рударството. Моето прашање е: дали сте сигурен дека само еднаш сте имале средба со второ осомничениот во случајот Рекет? И третото прашање се однесува на тројцата повикани во полиција новинари Горан Момировски, Љупчо Златев и пред нив Александар Митовски, кои што се повикани на распит во полицијата за објава на индиции од укажувачи, кои индиции се однесуваат на можен криминал или злоупотреба на службена положба и одовластување од страна на државни владини функционери. Како вие гледате на повикувањето на овие новинари во полицијата на распит и дали сметате дека треба да продолжи оваа пракса и дали сметате дека овие новинари кои што се повикани на распит имаат право да ги заштитат изворите од кои што добиле индиции и информирале согласно јавниот интерес? Ова ве прашувам во контекст на вашата вчерашна најава за борба против лажните вести, дали ова спаѓа во таа ваша борба и акционен план? Благодарам многу.